време за други содржини, нешто многу интересно, многу возбудливо ќе ни открие првиот гостин на нашата колешка Слободанка, кој што ќе го најави шестото издание на највисоката трка во Македонија. Тито Врв Sky Race. Добро утро, Дарко. Добро утро, Слободанче. Среќен ден ви посакувам. Благодарам многу и потребен ке ни е. И едва чекам да внесете малку адреналин во нашево студио и да им пренесеме на нашите гледачи на сите ние и тоа како важен, нели? Да, секако и верувам дека тоа ќе го сториме. Пред се поздрав уште еднаш до тебе и до нашите гледачи кои ова утро не следат во своите домови, сите кои што сте. Ви посакувам еве и јас да си имате убаво утро, како што каза Сузе, да пренесеме нешто исто понеделнички убава информација за сите оние кои што ќе ги интересира што ќе се случува. Ова што Сузе го спомена, добро утро од мене. Понеделнички добре ни дојдовте. Душко од планинарскиот клуб Македон, да. Презимето мислам дека го кажавме. Да, Петрушевски. Душко. За да не се повторуваме, Не да. сум Дарко, Душко. Душко Петрушевски. Сега вака. Она што го споменавме, тоа ќе биде нешто големо, морам да кажам, со оглед на тоа дека се работи за една трка, па можем да кажам и специфична. Да, точно. Така? Зашто конкретно се работи? Најпрво добро утро и благодарам на поканата. Секако задоволството е наше. Како што кажавте, да, големо е затоа што е трка која што е малце специфична, која што се разликува од многу трки кои што ги знаеме, нели, маратони, полумаратони, низ градови што се трчаат или стандардните оние, трейл да. трки по ниски планини. Тито Врв Sky Race, значи Sky Race универзален термин кој што е земен, не би можеле буквално да го преведеме, нели? Трки кои што се трчаат на големи висини на планина, и да, ова е шесто издание, шеста година поред како ја организираме оваа трка. Тито Врв Sky Race, највисока трка во Македонија, највисока трка во XU земјите и едно највисоките на Балканот. Кај нас тука. Да. Да. Со само до тоа што почна да се одржува на Шар планина, почна од Попова шапка, иде до највисоката точка на Шар планина Тито Врв и се враќа назад. Ја вбројува меѓу влегува во категорија на екстремни трки, да ги кажеме. Самиот термин Sky Race, универзален термин кој што за да биде трката во таа категорија бара одредени параметри и критериуми кои што мора да ги исполнува за да влезе таму. И да, ние како планинарски клуб Македон веќе одржуваме шеста година поред со многу ентузијазам, со многу желба. И сме горди на тоа што Затоа што е успешна и со оглед на тоа дека веќе шести пат поред сме така. да, не само што е успешна, него од година во година идеме напред. Браво. Постојано го зголемуваме, да речем, нивото на Интересот квалитет и учеството. и интересот. Не само што е трка од калиброт на Sky Race, него туку таа и истовремено и државно првенство на Македонија. Од неа се формира репрезентација која потоа ја представува Македонија на европско или на светско првенство, така што Смятате се вовале досега? Да, Македонија веќе во континуитет 6 години, 7 години поред има своји представници на европски и на светски првенства, што е за пофалба, затоа што Да, затоа што какви резултати добиваме? Па добиваме одлични резултати. Последното светско европско првенство лани кое што се одржа во Црна Гора, Србија беше организатор, меѓутоа нели треба високи планини, па се одржа во Црна Гора на Проклетие. Македонската репрезентација тогаш беше составена од 10 членови кои што трчаа и успеа да заврши на 8 место од 19 репрезентации, мислам, што бевме најдобра репрезентација на Балканот, од Балканот, значи и пред домакинот бевме, Србија и Црна Гора, што е стварно за пофалба, што покажува дека има Македонија има потенцијал, има дечки и девојки кои што сакаат да трчаат, кои што го прават тоа многу брзо на планина, а терени за тренирање и за вежбање имаме многу во земјава, планини колку сакаме, што Дали ги користиме е прашањето, да. Оние кои што имаат желба за тако нешто ги користат, меѓутоа можеме вака со овој разговор да ги мотивираме, нели, и останатите кои што ја имаат, а се уште можеби не ја реализирале, поготово за ваков вид на трка. Кажавме дека е специфична со оглед на оние, па да ги наречеме, еве како што напоменав, стандардните, нели, трки кои што нам
тамни се познати. Меѓутоа, ова се разликува, се трка на планина. Кажавме дека ја посетивме Попова шапка, гледам дека имаме боја на лицето, а на шапка е невозможно да не се добие боја, поготово точно. на тоа високопланинско место. Започна првата фаза од обележувањето на стазата, значи на патеката каде што се одржува трката. Трката е следниот викенд, 7/7 во недела, меѓутоа оваа недела ние започнавме со подготовки, така што вчера поминавме добри 14 на 15 часа на Шар планина дека обележуваме дел од стазата. Следниот викенд пред трката правиме контрола и проверка на тоа, но убаво вчера се испековме. Да кажам на Но сигурно дека Шар планина. користевте фактор на ова сонце јако. Па, колку Веќе може вие да тоа си заштити и колку може да се знаете. користи, тоа го знае тимот вчера Да. што бевме од малтене 20 на луѓе на планина. Но си имате искуство, вие На сите кои планина, што да, сте. искуство има 20 на степени е нагоре, тоа не се ни приметува, се дека не се симнеме доле, сега кој како спиел, ноќеска не можам да гарантирам. Така, да. Ајде сега нешто повеќе околу учеството на оваа трка. Кој се ќе учествува, колку, дали ќе трае само еден ден, дали тоа ќе се пролонгира или ќе има повеќе денови, нешто повеќе еве и околу тоа да откриеме, со оглед на тоа дека напоменавме се одржува на Ќе планина. напоменам дека за да оваа трка влезе во таа категорија која зборуваме за Sky Race, постојат три дисциплини, три типа на трки да ги кажам. Едната е ова што ние организираме, тоа е класичен Sky Race трка која што за да ги исполнува условите и параметрите она што го бара светската Skyrunning федерација, си постои Skyrunning федерација, треба трката одредени параметри, значи да речем да биде на добар дел од нејзината должина над 2000 метри надморска висина, да има нивелација од до. Така што Тито Врв го исполнува тие услови и ова е класична трка, класичен тип на Sky Race трка. Има уште две дисциплини, тоа е Ultra Sky Race и вертикален километар. Тоа се друг тип на трки, меѓутоа ние се задржуваме на оваа категорија што на овој тип на формат на трка која што ги исполнува критериумите. Она што е интересно што оваа година отидовме чекор напред е тоа што успеавме трката да сертифицираме во рамки на Светската Skyrunning федерација, што е прва ваква трка во Македонија која што го добива овој информација да бидеме во сертификат. ранг со Да, го добиваме овој сертификат и веќе Во сме светски на размери. листата, веќе сме на листата на Светската Skyrunning федерација, така што веднаш тоа си повлече со себе и доста надпреварувачи од страна кои што ја видува трката, таа се бодува во рамки на таа Светска Skyrunning листа. Така што оваа година, ако претходно во просек сме имале меѓу 50 до 60 надпреварувачи, се сконцентрирани пред се на домашните надпреварувачи, зашто пак ќе кажам и 6 години наназад тоа е изборна трка од која ние формираме репрезентација. Оваа година веќе имаме доста странци кои што се пријавени и веќе дедлајнот, да речем крајниот период за пријавување на трката беше до вчера. Имаме преку 100 надпреварувачи, што за овој формат на трки е навистина голема бројка. Голема бројка и сето тоа сега си повлекува многу посериозна. Јас сега морам да кажам и повлекуваме да кажеме и секоја чест сега за организацијата со оглед на тоа дека воопшто не е мала бројката кога споменуваме 100 учесници. Сега организацијата е на Планинарскиот клуб Македон и ние во клубот мораме да излеземе во пресрет на сите. Така што веќе 2 недели наназад како активно и работиме на организацијата. Оваа недела ќе биде уште поактивно. Но сето ова ние го правиме подинамично, сето ова ние го правиме на ентузијастичка база, така што сега мораме да се жртвува дел од она професионално време, обврски, домашни и така натака, за да дојдеме до она што треба да биде организацијата да биде на ниво. Значи, како што кажав, имаме преку 100 надпреварувачи, добар дел од страна, значи на трката учествуваат и последниот светски шампион, да кажам, зимово на снег, вакви трки има и на снег, и лани вице шампион од Европското првенство во гусење во Црна Гора. Тоа е Мартин Нилсон, еден швеѓанец, одлична атлета. Покрај него има уште пар други надпреварувачи кои што ќе дојдат и ќе учествуваат на оваа трка. Сето тоа го крива рейтингот на трката, но од друга страна, што веќе 6 години го зборувам, го крива нивото и ја овозможува Македонија и Попова шапка да влезе на мапата на
на многу луѓе кои што не ја познаваат во Европа. Токму така, да. И На ваков она начин ја презентираме ја исто пред презентираме светот. затоа што нели Шар планина веќе втора година као најмлад национален парк, ние сме во контакти со нив континуирано, пробуваме да го испромовираме. Значи ова е прекрасен начин да се испромовира и Попова шапка и Шар планина како национален парк, затоа што ние сега тука во еден викенд покрај тие 100 и нешто надпреварувачи ќе имаме уште најмалце помножено со 2 луѓе кои што ќе дојдат, кои што ќе бидат учесници. Кои ќе бидат заедно со нив, кои кои што нели се ќе другаруваат едни со други, да. Да. И тоа е убава промоција за Шар планина и Попова шапка. Јас сум сега некогаш и многу сурово и искрено ќе кажам дека Попова шапка летно време е оставена на милост и немилост. На милост и на немилост. Го знам Вчера тоа. отидовме, само кучиња шетаат таму, малте нема ништо. Гледката е таква, убаво тоа кажеш. е планинско место и туристичко место кое што како може и многу повеќе да функционира летно време него зимно време. Точно И така. сега ние спробуваме веќе 6 години таму и во консултација и со Национален парк и со општина некако пробуваме и со сите релевантни институции да и да дадат поддршка за оваа трка, за нели Попова шапка да биде И да еве сега функционира можеме од летно сето време. она што ние зборуваме да го погледнеме како сето тоа изгледало, да кажеме и изминатите години. Значи еве резултатот ова што ние досега разговаравме, да видиме. Меѓутоа, како што кажавме, од година на година ние се одиме кон подобро. Е сега многу ме интересира. Споменавме 100 учесници и од кои се држави, ајде да ги споменеме, ќе има учесници. Па да, оваа година Најмногу. ги спомнав швеѓаните, најмногу секако ќе има од Македонија, Од што е Македонија, добро. да, во ред. Соседството? Од соседството имаме од сите земји, од сите земји не, меѓутоа да, имаме Албанија, имаме од Србија, имаме од Словачка. Браво. Така што добро е. Повеќе земји. Да. Сите тие што можат да дојдат да го поклопат терминот и да дојдат. Ме интересира, се извинувам, дали учествувале тие претходно или некои сега може би си учествуваат и по прв пат? Има некои што прв пат учествуваат, Да. има и некои што учествувале и претходно, но има и доста прв пат што доаѓаат да запознаат оваа трка и Така. Попова шапка. Ме интересира исто и сите кои што ќе стапнат на Попова шапка, кажавме, многу е жална гледката на лето, поготово во овие горештини, кога имаме можност да уживаме планината, она што ни го овозможува, тоа е убавиот воздух, чистиот воздух, исто така Јас ќе кажам, неколку степени цел ден го поминавме Да. таму, беше 22-3 Нели? степени, не ни осетивме топло. Меѓутоа, ништо не можеме да понудиме на туристите кои што ќе дојдат. Ништо не функционира. За жал во моментов не. Само ете некогаш се случува и тоа, жалам што е така, меѓутоа и во зима дури веќе почнува да се забележува и ова што ние го зборуваме, но да се надеваме дека на ваков начин ќе ја заживееме, барем ако нешто друго. Да, ова Ќе привлечеме. промоција на самото место. Да. Јас као пример го користам лани Европското првенство кое што Србија го организираше во Црна Гора во Гусиње. Значи, таму во тие 5-6 дена дојдоа толку многу луѓе од цела Европа кои што го стаи Гусиње на туристичката Ете така. мапа. Секој Да. што сака да иде да планинари може да дојде на Проклети и да го види местото. Веќе влезено е во таа мапа на туристички места, планински места кои што може да се посетат. Зошто не би можело и овдека? Не е ништо во однос на заживее тоа што така. можеме да го понудиме како планина, не сме ништо поназад. И како туристичко место, само треба малце поголема организација и посериозно. Овие минути да ги искористиме, да кажам, веќе последните навлегуваме во последните минути, имаме уште 5. Дали нешто пропуштивме за трката, што е многу важно Оно да што се е многу спомене? важно е тие што се надпреваруваат кај нас, има водич за трката, ќе дојдат, си го следат, отворена е, викендот е отворен. Она што го следиме секогаш, што е наш најголем проблем, тоа е времето. Се надеваме дека следниот викенд исто ќе биде убаво како и денеска. И минатиот викенд што беше, се извинувам. Ние отворивме она што најмногу мене ме интересираше оваа година, а тоа е да има што повеќе млади. Сепак постојат и првенства за млади лица до 23 години кои што Да, се имаме така категории, така? Да. Ние за жал многу ги немаме. Има отворен повик дека сите млади лица до 23 години, од 15-16 години до 23 години, можат слободно да се пријават на трката, кај помладите сето тоа иде преку во консултација, во договор со родител. Отворено е бесплатна е котизацијата да дојдат да учествуваат, да почувствуваат енергија на ваков тип на трки. Постојат и светски и европски првенства и за млади лица, а сите други во Македонија кои што сакаат да се предизвикаат на ваква тип на трка, исто така може да дојдат да осетат енергијата. Да уживаат. И да уживаат во
едно Но и брзо голема дружба е, искачување многу на... запознавања, кога имаме веќе 100 учесници, а кажавме дека и тие 100 учесници влечат уште плюс колку еве сега Па сега во моментот никој не би бројка, дошол сам таму, нели, Има секојаш запознавања, има со дружби него, едни да. со други, различни искуства, споделувања и така натаму. Ме интересира и за планинарскиот клуб Македон. Добро, за жестините нема да зборуваме затоа што кажавме дека таму нема проблем да биде трката Точно, со оглед да. на тоа дека не се степените исти што ги чувствуваме ние тука, поготово во Скопје, но како и да е, Тетово веќе е малку некоја мала разлика, поготово низ планините погоре знаеме колку е ладовината добре дојдена за сите нас. Сега планинарскиот клуб Македон, покрај сето ова што еве сега го најавивме, што е она што за ова лето можеби го имате како идеја? Ние ќе повторно ќе ве поканиме за да повеќе зборуваме за тоа, меѓутоа еве накратко да ги искористиме минутите. Значи, моментално да сме сконцентрирани да се организира и заврши трката како што е потребно, све да биде во ред. После тоа доаѓа овој летен период, обично тоа е акцентот е ставен на посета на езера, реки, на планините. Онаму каде што може надвор од Македонија, да се ужива во врв, ладовина, да. море, езеро, све што може, кај што можеме да се и да се оладиме покрај планинарењето, така што тоа е оној летен период. Така. Нели кој колку може со одмори и со едно и со друго. Па понатака од септември, октомври повторно на она стара шема да ја кажеме, со посета на планините кај нас. Значи за оваа трка сме подготвени веќе, се е реализирано, гостите ќе си ги пречекаме, да, се спремаме, гостите веќе ќе почнат да доаѓаат од четврток, петок, ќе бидат тука и не само ден-два, него и повеќе. Ќе уживаат во... Да, тие што доаѓаат од страна, така што јас се надевам дека се ќе биде како што треба и ќе имаме уште едно успешно издание, нови рекорди, нови репрезентации, нов состав на репрезентација кој што би ја бодра Македонија оваа година, година светско првенство е во септември во Шпанија. Во Шпанија, добро. И јас се надевам дека институциите кај нас преку Планинарската федерација, ние сме како Skyrunning комисија дел од Планинарската федерација на Македонија, ќе има доволно буџет да се издвои за што поголем дел учесници и оние кои што ќе бидат одбрани да идат да представуваат Македонија на тоа светско првенство. И ние посакуваме многу среќа и успех, така? Да. И да ја представиме Македонија онака како што знаеме. Овие се се популарни трки, се поголем замав земаат во Западна Европа и пошироко, така што ние ништо не заостануваме позади нив. Се трудиме да го одржуваме нивото, да ги следиме во чекор. Споменавме само колку е долга патеката. Тито врв Skyrunning од Попова шапка до и назад се 20 на километри со 1900 нивелација, висинска разлика, така што не е лесно. Воопшто, ние вчера цел ден изгубивме додека обележуваме стазата, така што оние што веќе биле знаат што да очекуваат, оние што не биле треба да бидат спремни. Наградите се подготвени? Наградите се подготвуваат. Тоа све зависи од буџет и од нашите поддржувачи, но годинава имаме интересни награди, така што ќе бидат мотивација за дополнително за сите. Сигурна сум дека мотивацијата е оној спортски дух и авантура, една убава, сите што се носат во себе, на ваков начин да се изреализираат, а наградата само доаѓа плюс од се тоа што ние го зборуваме. Многу благодарам што понеделнички ве најавивме нешто убаво што ќе се случува кај нас и јас посакувам секогаш да е така успешно, па сето она што ќе го реализирате и во иднина, кажавме дека добре дојдени сте секогаш да позборуваме повеќе за она што ќе го имате како идеја и се гледаме повторно. Сузан, ние тука завршуваме. Благодарам многу, Душко. Навистина верувам дека ќе биде ова шесто издание многу поуспешно од сите претходни 5, па еве вака после постфестум објавете ни по некоја фотографија од тоа како се случуваше на Тито врв и благодарност Слободанче многу. Инаку